Добар ден на сите и добродојавте во второто продолжение по темата Александар Македонски од Помпеја. Денеска одиме подлабоко во приказната и како што ви најавив, ќе ви го покажам археолошкиот музеј во Наполи, каде што се чува оригиналниот мозаик од Александар, а на крајот ќе видите и она што мислам дека го немате видено или слушнато, а тоа е дека на голем зид токму на ова место се наоѓа голема фреска од нашата Македонија, секако олицетворена преку Александар Македонски и сонцето од Куклеш. Останете до крај. Како што и очекував, првото видео постигна огромен успех и само за неколку дена повеќе од 10.000 луѓе ја видоа вистината за мозаикот од Александар, благодарение на вас. Одиме поред со неколку работи кои морам да ги спомнам. Прво, последните неколку дена така ми ги исполнивте со радост и бескрајна благодарност од срце до сите вас, знаени и незнаени следачи, кои што повторно ми ја дадовте поддршката и одговоривте така позитивно на мојот апел и желба дека ќе ви се допадне она што ви го подготвив од Помпеи и дека несебично ќе го споделите со вашите пријатели. А јас пак со задоволство ги читав сите ваши коментари и се обидов да одговорам на сите ваши прашања и забелешки. Второ, тука би сакал да спомнам само едно име на еден човек кој што верувам дека повеќето од вас го знаат, затоа што само пред некаде пола година тој така одмерно, прецизно, аналитично и немилосредно со голи факти се исправи во едно интервју со еден наш поранешен македонски премиер, каде што сите нас не направи горди македонци, а тоа е Гоце Панговски. Јас го нареков криптонитот за чужите пропаганди, затоа што знам дека исто повеќето од вас се потправте на неговиот интегритет и го послушавте неговиот повик да дојдете на мојот канал и за тој негов гест јас сум му бескрајно благодарен. Ти благодарам, Гоце. На сите вас кои што дојдовте за прв пат на мојот канал на претходното видео, би сакал да ви посакам добре дојде и се надевам дека и овој пат ќе го задржам вашето внимание. Пред да почнеме со главното, би сакал да спомнам уште две работи. Неколкумина од вас ми замеривте дека го немам истакнато македонското знаме од Куклеш и знам дека обработувајќи ги овие теми, таквите замерки се многу на место. Меѓутоа, за жал, се до правењето на овие видеа јас го немав тоа знаме, така што не можев и да го истакнам. Но, еве да ви кажам дека веќе си го нарачав и штом ќе ми стигне, ќе си го заземе своето ценето место и се надевам дека веќе ќе може да го видите во некој од наредните видеа. Последно би сакал да дадам одговор на едно прашање кое што го видов неколку пати веќе во коментари, а тоа е за оние од вас кои што сакаат и финансиски да го поддржат каналот, дали постои таква опција? Одговорот е да. Во описот на ова видео и во претходното видео поставени се два линка, едниот од PayPal, другиот од Buy Me a Coffee, каде што можете буквално да ме честите едно кафе или да оставите нешто ситно за музика на некој од наредните панагири во Егејска Македонија. Таму можете директно да донирате еднократен износ по ваша милост, а постои опцијата за Super Thanks, кој што се наоѓа веднаш под насловот на ова видео или на сите видеа на YouTube, кога ќе притиснете на тие три вертикални точки на десната страна или ако гледате од мобилен, после опцијата Download се наоѓа и опцијата Thanks. За тоа би ви бил бескрајно благодарен, но она што е бесплатно секогаш е поддршката која што ми ја давате цело време преку заследување на овој канал, преку коментирање, лајкување и споделување на видеата. И за тоа навистина уште еднаш благодарност од срце. Толку околу формалностите, сега одиме со главниот дел. Без да должам повеќе, ве носам веднаш во Наполи.
музаик кој што ви го покажав вчера, каде што се среќа успеавме да ја видиме репликата во Помпеи. Ништо не може да се види од оригиналот, веќе е 3 години на реставрација. Се извршуваат многу технички испитувања, затоа што се верува дека испитувањата веќе покажале дека околу 80% од малите камчиња веќе се, така да кажам, откачени или одлепени од основа, кој што пак целосната конструкција тежи околу 7600 кг, значи повеќе од 7,5 тони експонат, кој што сега не можеме да го видиме, затоа што е однесен на реставрација. Тука требаше да има и видео запис како изгледа реставрацијата, меѓутоа моментално за жал не работи. Може да ја видите тука сликите и рекламата за тоа како се одвива проектот, од кого е финансиран и така натаму. Меѓутоа најглавното што сакавме да го видиме како оригинал, денеска не се гледа. Тоа ќе трае повеќе од 3 години, така што се надам дека ќе имам друга прилика која ќе се вратам некојаш во Наполи да го видам и оригинал. Точно така, за жал, како што видовте, оригиналниот мозаик се наоѓа веќе 3 години под реставрација и на мое огромно разочарување, морам да признам, го немаше на предвиденото место достапно за посетителите, она што толку многу сакав да ви го прикажам. Но, знаејќи дека вие заслужувате да видите барем нешто од тоа, јас се снајдов, го пронајдов мозаикот каде што лежи во една друга просторија затворена за посетителите и каде што можев однадвор да снимам како се реставрира. Одиме со прилогот. Во разговор со една од девојките кој работеше на мозаикот, каде се разбира влезов внатре беше забранен, ми кажа дека всушност тие се веќе при крај и очекува дека до крајот на годината, некаде од декември, мозаикот ќе биде повторно поставен на своето место и изложен за обсервација од страна на посетителите. Она што мене навистина ме впечатли е дека како и во Помпеи пред репликата, така и во Наполи пред оригиналот, токму на овој банер кој што е изложен за посетителите да прочитат околу мозаикот, многу јасно повторно се разграничени двата главни ликови, и тоа македонскиот принц Александар Македонски и персискиот крал Дарий. Целосниот цитат вели: Македонскиот принц, јавајќи го својот коњ Букефал и командувајќи со својата коњаница, го брка персискиот крал додека тој бега во кочија, управувана од неговиот кочијаш, безуспешно бранета од неговите војници среде преполна маса луѓе и коњи, оружја и копја. Значи, два пати потврдено, грците се грешеле, на чужди гроб си плачеле, Александар е цар македонски. А кога сме кај Македонија, сега ќе ви представам една фреска која што јас мислев дека не е објавено во Македонија досега, меѓутоа отколку малку истражив, видов дека од лани постои една единствена објава на Facebook од профилот Македонска археологија, каде што ја имаат објавено сликата, меѓутоа мојата ексклузива за вас е дека јас ја снимив оваа фреска во живо, што е поставена во музејот во Наполи, а е донесено од местото Боско Реале, кое што се наоѓа веднаш до археолошкиот град Помпеја и е најдена низ годините во вилата која што ја поседувале Фаниус Синистор и Луциус Херениус Флорос. Одиме со видеото. Еве здрави од Националниот археолошки музеј во Наполи. Ке зборувам малку подробно затоа што такви се правилата, а сега се наоѓам пред една слика која што
фигури. Според претходната теорија се верувало дека оваа фреска го представувала Антигон Гонат, владател на Македонија од вториот век пред новата ера, кој ја возобновил Македонија како хегемон на Балканот и неговата мајка Фила, но според новата теорија на Филипо Коарели, познат италијански археолог, специјалист за антиката, сличностите помеѓу фреската од Боско Реале и мозаикот од Помпеја, кој го прикажува сударот меѓу Александар Македонски и Дарий, се доста значајни. Тие се однесуваат на обликот на големите темни очи, чисто избриченото лице, истекнатиот нос, фризурата разделена на средина и обликот на устата со спуштени усни. Крунисан со каусија, покривка за глава на македонските кралеви, неговото тело е делумно покриено со штит, украсен со осумкрако сонце. Жената што седи спроти него, нејзината глава е покриена со црвен турбан. Таа носи сино жолт фустан и ја символизира Азија и ја држи брадата со десната рака додека гледа Александар. Нејзиниот поглед изгледа збунет, обоен со меланхолија. Сината бара, која потсетува на Дарданелскиот теснец и ја одделува Европа од Азија, дава дополнителен наратив дека се работи за Александар, затоа што само тој е оној кој ја проширил Македонија на двата континента. Најголемиот знак дека се најверојатно се работи за представа на Александар е класичниот македонски штит со познатиот амблем сонцето од Кутлеш, кој што се гледа многу јасно представено тука. Една многу интересна слика која што, доколку некој од вас знае повеќе за неја, би сакал да слушнам дали имате видео на интернет или во живо и што мислите за тоа. Дали мислите дека оваа слика според новата теорија на вистина тука е представен Александар Македонски, кој ги преминува Дарданелите со познатите македонски карактеристични воени опреми и капата. Многумина велат дека оваа слика всушност представува и фрла светло кон новите интерпретации и разредна дебата за тоа какви биле односите меѓу македонците и грците. Тоа е тоа, почитувани македонци. Вие напишете во коментари дали мислите дека оваа фреска ја представува Македонија, Александар Македонски или пак некој друг. А јас, како што кажав, целата таа представа на македонскиот двор која што постои во вилата Боско Реале, со многу други фрески кои што се наоѓаат во вилата, фрла една дополнителна светлина врз дебатата околу односот меѓу македонците и грците. И тоа грците кои што се бореле против македонците директно против нив во нивниот поход кон Грција, кај битката во Херонеја, меѓутоа се бореле против македонците и против нивниот поход кон Азија, кога се ставиле директно на страната на азијците, тоест представени во армијата на Дарий, во персиската војска. Тука некаде јас би го завршил овој серијал Македонија и Александар Македонски од Помпеја, а вие напишете во коментари дали би сакале јас да направам едно дополнително видео каде што би раскажал малку повеќе околу тоа каков бил животот во Помпеја, да ги видите орнатините за тие кои што не сте биле, и каде што јас би можел да раскажам малку повеќе околу тоа како сето тоа изгледа денес. Ви благодарам за вниманието, јас сега ќе се одјавам со една моја финална порака до вас, со едно кратко видео кој што го направив додека го снимав материјалот во Археолошкиот музеј во Наполи. Довидување. Тоа е тоа за сега од мене. Ви благодарам многу што ме следите, што се вклучувате во коментари, што ги споделувате видеята. Не заборавајте да го заследите каналот доколку не сте заследени, затоа што знам дека многу од вас ги гледат видеата, меѓутоа не го заследуваат каналот. Тоа ќе ми даде дополнителна мотивација да направам и други видеа кои што имам во план да раскажам тоа што го четете на интернет за Александар Македонски и за Македонија од античкото време, за кој што грците велат дека еве ви извори ви кажуваат дека Александар е грчки Вапов Тагов, меѓутоа јас ја покажав и вчера од Помпеј дека самите италијанци, самите римени го нарекуваат Александар
македонски, крал македонски. Ќе го видите и другото видео каде што ќе пробам да ги разоткријам се тие махинации кои што се прават на интернет и кои што вие може да ги читате и да става во недоумица. Меѓутоа, останете на овој канал, заследете ме и се гледаме во